Би сакал да ве прашам во врска со критиките за корупцијата и самите сте свесни за тоа дека граѓаните и јавноста реагираат на бројни случаи на корупција, на недомаќинско работење и злоупотреби на службената должност. Што презема владата за да ја спречи корупцијата и какви конкретни мерки презема за борба против корупцијата, поконкретно за да има одговорност за сите оние што не работат и не постапуваат во согласно со законите? Кога зборувам за надлежностите што мојот кабинет ги има во овој дел, јас сум одговорна за следење на почитувањето на етичкиот кодекс од страна на функционерите избрани и именувани од страна на владата. И ние сме имале неколку случаи до сега, за тоа јавноста е веќе запознаена и со тоа сме покажале дека за нас не е важно за кого станува збор, дека одлучуваме само врз основа на аргументите кои што ги имаме како документи. Од друга страна, ние во изминатава година ги детектиравме слабости во системот. Имавме неколку во неколку сегменти во соработки со нашите меѓународни партнери со невладиниот сектор. И веќе оваа година имаме договорено активности кои што ќе се фокусираат на надминување на системските слабости кои што сме ги детектирале. Меѓу другото, знаете дека сите реагираат за начинот на именување на ВД директори. Во завршна фаза морам да кажам дека е законот за конфискација на имотот во вонсудска постапка, кој што ќе даде, според мое големо убедување, еден дополнителен придонес за пополнување на дупката во легислативата, која што едноставно ќе биде и дополнителен асет на тоа да се покаже дека корупцијата не е исплатлива и криминалот не се исплатува. Сум кажала многу пати дека овие прашања не се прашања кои што може да ги реши еден човек, ниту едно министерство, ниту една влада, дека е ова општествен проблем со кој што мора секој во нашиот капацитет да се соочи и да се спротивстави. И во таа низа на институции кои што се задолжени за борба против корупција и организираниот криминал, едноставно мора да бидат сите одговорни и професионално да се ја вршат работата во доменот на нивните ингеренции. Една алка ако е по-слаба, тоа е систем на врзани садови. Ако имате успех од страна на полицијата во апсење на криминалци, меѓутоа ако тоа нема завршница кај обвинителството и кај судството, тогаш резултатот не е позитивен. Значи, повторно се сведува на тоа дека едноставно правосудните органи мора да престанат да се солидаризираат со своите колеги, заради тоа што со своите колеги кои што се подложни на такви влијанија, имавме и обвинување за политички бизнис влијанија од еден член на судскиот совет и така натаму. Меѓутоа сметам дека самите за да се изборат за својата како да кажам, вистинска улога и вистинска слика да дадат на најголемиот дел од членовите во правосудниот систем, мора да најдат механизам како самите внатре меѓу себе да се изборат и да ги санкционираат колегите кои што ставаат дамка на сите нив. Јас секогаш сум против генерализирање, секогаш зборувам за индивидуална одговорност и знам дека не е пријатно кога ќе се зборува за цели професии, а реално сите знаеме дека станува за една мала група на луѓе која што остава белег на цела професија и тоа не е коректно и не е фер спрема останатите.